Ние продолжуваме понатаму, знаете, со првиот термин за нашиот прв гостин, односно гостинка во нашето студио, Марија Колашева или експерт за добра состојба. Добро ви утро и добре ни дојдовте. Ќе говорите за многу убава женска тема ова утро со Слободанка. А пред да започнете, јас би сакала нешто да ве почестиме од... Може, Вики, затоа што нашата гостинка брзаше, но стигна на време, па сега може да ја опуштиме малку со некој напиток. утринско кафенце, Добро чајче. утро, ви благодарам пред се за поканата и ќе уживаме заедно. Што ќе се напиеме? Па јас... Ние имаме кафе и напред кога пречекуваме, те прашаа, меѓутоа Имаме и чајче, така време, сега ние. Дали ќе може чаша вода и јас имам нешто за тоа што од Сабајле не пијам кафе, па може да си ставиме тоа што го имам таму и сите да се напиеме. Нема проблем. Може така? Може, што да не. Одлично. Марија, добро утро и добре ни дојде. За прв пат си во нашата утринска програма. Да. Така, но сигурна сум дека ќе се дружиме и за понатака, затоа што имаме мощни интересни теми, Вики, на кои што ќе зборуваме. Ние зборувавме за тоа како добро да се чувствуваме и како да ни биде добра состојбата, поготово во овие жешки денови, но ние ќе се преминеме на сосема нешто друго. Еве, вака стои насловот "Митот за перфекција". Како современата жена да ја врати својата енергија и својот баланс без грижа на совест. Па како? И во едно време, јас ќе се надоврзам кога од жената на вистина денес се бара се. Нели? Па да, може би затоа што ние сме кажале дека можеме се. Прво и основно. Сами си да се докажуваме. Сами си го направивме. Јас само би замолила, ако може, во мојата чанта има нешто кое Вики што повели. слободно можете да се послужите од таму. Инаку, да, ние некако сакаме да сме перфектни во се и сакаме тоа да го направиме во перфекција и самите себе си се форсираме да направиме многу работи одеднаш. Да, и тоа да ние знаеме најдобро да ги правиме и најчесто се уплеткуваме во таа пајажина. Превземајки обврски. Да, ти благодариме. И едно лажиче може. Браво, Марија. Еве лажичката мене ми е Јас при сум од рака, тие Вики, да гости не те сум. мачиме. Да, одлично. И самите жени, како жени, сакаме да ни биде одлично, да ни биде се посложено, но Повели. и во меѓувреме, како што кажа, влегуваме во таа пајажина дека се ќе направиме сами, се ќе можеме во овој комплициран начин на живот, на здравје. Здравје да имаш. Во овој комплициран начин на живот и брз начин на живот и стресен начин на живот, нели како домаќинки треба и да готвиме и да спремиме по дома и немаме толку многу време за себе и почнува таа фрустрација. За сите други има време, ама за нас нема. И како да го најдеме сега тоа време за да најдеме еден убав баланс во животот и да бидеме ние како жени задоволни од себе. Пред се потреба да ние се освестиме дека треба да ги поделиме работите и со некои други со кои што живееме, да одлучиме дека малце повеќе ќе се свртиме кон себе и дека треба да видиме нас што ни треба и нас што не прави среќни, но најчесто жените почнуваат да се фрустрираат кога ќе се видат од Сабајле во огледало. Тоа е првата проблематика со која што се соочуваме и што гледаме. Зошто е тоа така, Еве? Што покажуваат резултатите и статистиката? Зошто жената кога наутро ќе се погледне во огледало не е задоволна? Затоа што последна легнала вечерта за да посреди све по дома и мора од Сабајле рано да стане за да може да спреми се од дома за да тргне денот. Прва работа, втора работа е ненаспана. Знаеме дека на сите луѓе ни треба добар и квалитетен сон. Тоа е, можам да кажам, едно од клучните елементи за добро состојба. Друго нешто кое што исто ние го правиме како луѓе, не само како жени. Немаме добар старт на денот во врска со исхрана и ни еден човек, ајде да почнеме од тоа, не сака да се разбуди неубав, несреќен и без пари.
Дефинитивно, И така е. сите кога ќе се разбудиме од сабајле, гледаме нешто што можеме да си подобриме за да имаме поквалитетен начин на живот. И да бидеме позитивни, нели? И да се Така. дружиме со оние луѓе кои што ни шират убава енергија и позитивна енергија. Од ова се што сега го зборуваш, тоа е така. Тоа е факт, тоа е вистината и можеме и ние вики исто така да се препознаеме. Во ова што Марија ја слушаме, што ни го... Сите се препознаваме. Да, сите се препознаваме. Да, секако. Да, каде е балансот, Марија, помеѓу сите обврски кои што сами си ги наметнавме, дали престанавме да знаеме како да ги делегираме обврските, па се си земавме на свој грб и товар денес, како жени, помеѓу кариерите кои што ги бркаме, помеѓу семејството и домот и се што она се очекува од нас и кое го бара општеството може. Еве, ние сме имали обврски во текот на вчерашниот ден, а сме морале да бидеме будни во 5 часот наутро. Така е. И кога ќе се погледнеме во огледало, но... Одлични сме. Но благодариме и на шминкерката Па која сме што ни е после тука. кога ќе на шминка. Да не изгледате, да, не изгледа дека во 7:30 емисија, ала прекрасно Така, да. изгледате. Благодариме, Марија. Исто и ти. Ви благодарам. Да, балансот се наоѓа, како што реков, да одбереме нешто мудро што нас како жени ќе ни треба да можеме да си го олесниме начинот на живот. Еве, например, како мене ми изгледа еден ден, за да можам јас сето тоа да ми биде поедноставно за функционирање. Пред кога ќе станам од спиење, не го почнувам денот со кафе, затоа што прво немам ни време да го направам кафето, туку ставам еден од овие Што пиеме суплементи. сега? Моментално пиеме растителен напиток со екстракти од чај. Тоа се зелен и црн чај. Ова е најновиот производ дојден во Македонија, ствари најновиот вкус дојден во Македонија. Манго и питаја и е замена за кафе, хидрира, детоксицира Одлично. и дава една енергија која што наместо кафето да го пијам, не дека не сакам кафе, да се разбереме, сакам кафе, но цабајле сакам да ми почне убаво денот со добра енергија. Но и како што кажа, малку и детоксикација. Така, Потребно ни е. Одлично. На телото му треба. Да. И спремам еден брз оброк, кој што додека веќе возам, носам дете во училиште или па патувам за накај работа, го пијам и тоа ми е доручек. Значи имам еден идеален доручек кој што го спремам за 30 секунди. И тоа го користи целата моја фамилија. Значи, веќе не размислувам околу хранливи вредности. Во текот на денот имаме оброци, наоѓаме време за вежбање, што е многу битно за да си ја вратиме енергијата во текот на денот. Не, секогаш место да се гледа телевизија и некоја, еве ќе кажам, са не знам какви серии има, дали шпански, турски, одамна немам гледано. И блазе си ти. Да, некој Така треба. подкаст треба да се уклучи, ако немаме време да прочитаме некоја книга, некој убав подкаст кој што може да не и ментално да не нахрани. И пред се многу е битно, пак како што кажавте, со позитивни луѓе да се дружиме, затоа што да не ни го расипува денот, ако така нивниот не е како што треба, тогаш нема да дозволиме нашиот да ни го расипа по секоја цена. Така да тоа никако не смееме. Сега кога зборуваме за нас жените, и сите оние кои што не следат ова утро, имаат обврски, навистина, се превземаат. Како мајка, секогаш мајката и таткото, не дека тие не се грижа за своите деца, меѓутоа мислам дека мајката многу подетално размислува што е потребно на детето во текот на денот, па на работните обврски кои што си ги има да ги заврши исто така. Домашните обврски кои што се наметнуваат и секоја жена, еве да кажеме домакинка која што си е така воспитана во текот на животот, сака сите обврски да си ги заврши. Кога ќе погледнеме кон часовникот, времето ни поминало. Меѓутоа секоја жена треба и да се негува. Убаво кажа Марија, и јас тоа го практикувам ментално, исто така духот да ни биде многу богат, меѓутоа и физичкиот изглед. Сега со годинките јас и ти не сме исти. Тоа е премногу очигледно, меѓутоа секој со своето. Но без разлика на тежината која што ја имаме, ја носиме, висината и така натака, мора да се најде време во текот на денот ние да имаме некоја физичка активност покрај исто така менталната. Многу убаво кажа. Да се прочита книга, да се изрелаксираме, да слушнеме нешто убаво позитивно, да се дружиме со позитивни луѓе, но и вежбањето и исхраната колку се важни за балансот и за сето на што сакаме да го постигнеме, за да бидеме здрави. Баш така, затоа што ние поточно сето тоа што го имаме како понудено моментално на пазарот околу исхрана, ќе кажам, првен ќе почнеме од тоа, затоа што 80% исхрана
20% е вежбање за да ние бидеме во некоја 100% Колку малку резултат. треба? Дури времето за вежбање е многу малку, ако ние, еве да бидеме искрени и реални, колку време поминуваме во кујна, колку време треба да поминеме во теретана. Така е. Значи, ние и како жени, и како деца, и како возрастни луѓе, минимум 5 пати во текот на денот влегуваме во кујна. А во теретана треба да одвоиме 2 сати минимум за да отидеме Или вежби по дома, ако некој не вежби сака по дома. теретана, Так. возење велосипед, пешачење, спортување на друг начин, било што и да е. Што и да е, треба да одделиме време за да го направиме тоа. И тоа е супер, затоа што тоа време е за нас, но кога ние би се фокусирале малце повеќе на исхраната и како би ја го организирале тој начин и како би го поедноставиле тој начин, тогаш многу полесно ќе биде се, затоа што жената кога има енергија, кога има сила, сега збориме за жена, иако тоа и за луѓе, и за мажи, и за сите, и но за предност деца. даваме сега еве на жените. Да. А кога имаат енергија, кога имаат подобар фокус, кога се добро нахранети, кога го немаат Се тој позадоволни. хормонален дисбаланс во телото, кога го немаат тој brain fog во телото, тогаш многу побрзо ќе може Јас да мислам бидат дека завршени работите. за почеток доволно кажавме и она што ќе ни преостане и остане за во иднина, ќе зборуваме еве и за конкретно како треба да се храниме и да бидеме здрави. Так. Марија, тука ќе ти се заблагодарам за твоето гостување. Толку не се Одлично. разговорите, за жал, меѓутоа сепак повторно ќе се видиме, затоа ве имаме за и понатака. Уживав. Така да на делови ќе ги имаме разговорите што се однесува за здравјето на сите нас. Така Марија, да ви ќе се видиме благодарам и повторно. јас. Многу убави зборови споделивме, кои што се надевам ќе допрат до сите жени овде во Македонија, кои што ете можеби наутро и не се будат толку среќни како нас. Мора да се внимава на исхраната, на менталното здравје, Така, да се работи на физичката себе активност. си и Така е. физички, меѓутоа и ментално секако. Ви Убави благодарам совети, и ве Марија, очекуваме благодарам. повторно секако добре дојдените. Благодарам.